Според најновите анкети, Обама е во водство над Маккейн по финансискиот хаос што се создаде на Wall Street. Ведран Андоновски од Вашингтон ги спрати реакциите на обичните американци по последната дебата што се случи меѓу двајцата претседателски кандидати. Како што се приближува изборниот ден на 4 ноември, Џон Маккейн се повеќе заостанува во анкетите на национално ниво и во сојузните држави, каде ќе се води решавачка битка, како Пенсилванија, Охајо и Флорида. Заостануваме за 6%. Медиумите на национално ниво предвремено отпиша. Пријатели мои, нека им биде така. I'm mad. I'm really mad. We want you to fight at your next. I think I got my marching orders. Поддржувачите на Маккейн и покрај неколкунеделна жестока и негативна политичка реклама сметаат дека Маккейн бил премногу мек кон Обама, но таквите напади може да бидат меч со две острици. Според анкетата на ABC, 59% од испитаниците сметаат дека Маккейн попрво сака да ја напаѓа личноста на Обама, отколку да спори околу прашања од интерес на гласачите. Дури и некои републиканци мислат така. Конзервативниот колумнист Бил Кристал пишува: кампањата на Маккейн е близу до тоа да не функционира воопшто. Издавачот на политичката публикација Ротенберг Репорт, Стюарт Ротенберг, коментира: Нема лесно решение за Маккейн, му требаат добри вести, нешто на кое може да се потпре. За да го сврти текот на нештата, Маккейн треба да се спротистави на тврдењата на Обама дека само ќе ја продолжи политиката на претседателот Буш доколку влезе во Белата куќа. Ако понекогаш погрешка ја мешам вашата политика со онаа на Џорџ Буш, тоа е поради тоа што за клучните економски прашања што им се битни на американците, вие сте енергичен поддржувач на Џорџ Буш. Маккейн на тоа коментираше за време на последниот ТВ дуел. Јас не сум претседателот Буш. Ако сакавте да се надпреварувате против него, требаше да го сторите тоа пред 4 години. Ќе дадам нов правец на оваа економија и на оваа земја. Дали Маккейн направи нешто во ТВ дуелот што ги подобри неговите шанси? Новинарот на Гласот на Америка Џим Малон вели: економската криза е прашањето што ги движи изборите. Од порано, кога трката беше практично изедначена, па се до најновата анкета што дава предност на Обама. Тоа чини да биде многу тешко за Маккейн да стори нешто самиот. На неполни 3 недели до изборите, обата кандидата ги насочуваат кампањите на клучните сојузни држави кои може да одлучат кој ќе влезе во Белата куќа.